Добро вечер на сите другарки и другари. Добро вечер на нашите поддржувачи, симпатизери и горди членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вашето присуство вечер во оволку голем број е само уште една силна порака дека СДСМ е подготвен за двојна победа на престојните избори. Победа! 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 А победата ќе биде и на председателските и на парламентарните избори. И за тоа има добри причини. Тие причини се затоа што СДСМ е подобар од ДПМН и на економски, и на политички, и на државнички план. И имаме резултати зад себе. Резултати кои прават јасна разлика од тоа што сме ние, а што се тие. Затоа што со СДСМ граѓаните имаат поголеми плати, имаат поголеми пензии, имаат слободна и демократска држава. Имаат слободни медиуми и се рамо до рамо со земјите од Европската Унија. А во времето на ДПМН со опозицијата знаат граѓаните дека има и помали плати, и помали пензии, дека со нив парите наместо кај народот завршуваа во споменици, во стиропор, во жални врби, немаше демократија, затвараа медиуми, тепаа студенти, тепаа припадници на најразлични организации на плоштадот, влегуваа по библиотеки и на крајот комплет завршија у Будимпешта. Тоа е разликата помеѓу еден прогресивен концепт за државата, проевропски концепт за државата на СДСМ и еден деструктивен, антиевропски, изолационистички концепт на ВМРО ДПМН. Оваа разлика на концепти граѓаните ја гледаат. Го гледаат и преку факти, и граѓаните тоа го потврдуваат. Ако погледнеме прво на најважното, за економијата, за животниот стандард, за работниците, за професорите, за земјоделците, за наставниците, за полицајците, за војниците, за ранливите категории на граѓани, сите тие факти потврдуваат дека со СДСМ растат платите и секој добива повеќе. Ветивме просечна плата од 500 евра. Денес не само што го остваривме тоа, туку денес просечната плата е 630 евра. Повеќе од тоа што ветивме. Денес, благодарение на политиките на СДСМ, имаме 270 евра повисока просечна плата од таа во времето на ДПМН. Платите ќе продолжат да растат со СДСМ. И во новата програма ќе имаме мерки и за раст на минималната плата, и за раст на просечната плата. Минималната плата веќе од наредниот месец ќе биде на 22.500 денари. Во време на ВМРО таа изнешуваше 8.000 денари. Со последното покачување минималната плата е за 150% поголема во споредба од она во времето на ДПМН. Бутел кај што се наоѓаме е работничка општина. Овде има вредни граѓани. Тука гледам и наши граѓани кои што дошле од околните општини, за да чујат, за да видат кој државата ја носи во прогрес, за да може да направат јасна разлика со кого државата оди напред, а со кого единствено што гледаат се проблеми. Пензионерите, гледам имаме и пензионери тука, со СДСМ добиваат 6.400 денари повеќе просечна пензија од она што имаа во времето на ДПМН. Обезбедивме и рекордна поддршка за домашните компании. И ако некому треба да заблагодарат македонските компании, домашни, што за прв пат во историјата добија финансиска поддршка вредна 100 милиони евра, 919 компании од државата, кои никогаш во времето на ДПМН не ни сонувале да добијат финансиска поддршка, го добија со СДСМ и го добија благодарение на еден човек кој доаѓа токму од вашата општина,
Фатмир Битичи. И сакам еден аплауз за него. Дојди Фатмир со мене. Фатмир работи ден и ноќ и за македонци, и за албанци, и за турци, и за срби, и за влаци, и за сите. И не ги дели луѓето. Фатмир е еден вреден, чесен човек, кој во текот на изминатите години како мој министер работеше на поддршка на сите компании. Имаме историски најголеми инвестиции во државата. Дупло повеќе од времето на ДПМН. 1000 евра просечна плата во странските зони. Нека не се кита други со неговите перја. Он го направи се тоа. И тоа јас со две раце можам да го потпишам. Така да, горди да бидете на тоа што го испративте во владата. Горди да сте и на тоа што имате министерка за одбрана. Бутел даде 2 министри кои што на врвно ниво го представуваат СДСМ. Еве и Славјанка е тука со нас. За Славјанка не смеам ни да спомнам, веднаш видеа ќе ми прават. Обезбедивме и рекордна поддршка за граѓаните преку повратот на ДДВ. Тука со нас е и Сања Лукаревска. Сања работи со нејзините колеги и воведовме поврат на ДДВ. Во времето на ДПМН пари немаше назад кај граѓаните. Немаше поддршка за компаниите. Немаше поврат на ДДВ. Имаше само за стиропор, имаше за жални врби, имаше за споменици, имаше за све освен за граѓаните. Имаше за неколкумина кои богатство направија во оваа држава на грбот на граѓаните, за да сега тие на нас ни се продаваат како честни. Па кои се тие честни што живеат и работат во дивоградба на сред плоштад во државата? Толкава палата направија. Го заштитивме стандардот на граѓаните и ликвидноста на компаниите. Успешно се справивме со енергетската криза и никој не беше оставен сам. Сите ние сме горди на тоа. Многу поразвиени економии имаа проблеми во текот на кризата. Ние ги стабилизиравме и ги намаливме цените. Инфлацијата која беше 20% сега е само 3%. 90% ја субвенциониравме цената на електрична енергија за 660.000 семејства во државата. Обезбедивме топлинска енергија. Денес гледате дека во нашата држава за протести на земјоделците никој не зборува, затоа што обезбедивме историски највисоко ниво на субвенции. Денес во Франција, во Германија, во Грција, во Хрватска протестираат земјоделците. Кај нас највисока откупна цена на сите земјоделски производи, највисоко ниво на субвенции, 30% исплатени предвремено. Се тоа придобивки за граѓаните. Тоа се придобивки за цела држава, бидејќи богато земјоделство, големо производство е повисок животен стандард за сите граѓани, и за оние кои работат во приватниот, но и за оние кои работат во јавниот сектор. Додека ние работевме и се боревме да имаме повисок стандард, ДПМН единствено кочеше, блокираше се што може да блокира. На крај своите министри ги изблокираа, ги предложија и искочија од сала. Меѓутоа, кога сте упорен, кога имате добри другари покрај вас, како што се нашите пратеници во собранието, тогаш успехот секогаш доаѓа. Тогаш нема пречка која може да ве спречи. Исто како што нема да има пречка која ќе ја спречи нашата победа во април и во мај заради вас овде што сте собрани тука во толку голем број. И затоа ќе продолжиме и понатаму со нови мерки, со нови политики кои ќе бидат дел од нашата изборна програма за изборите оваа година. А на домашен план, со СДСМ, со коалицијата создадовме слободна демократска држава, во која секој слободно може да го искаже своето мислење, без да шепоти, без да стравува, без да крие кога се вози во автобус од која националност е. Денес можат сите заедно да седат рамо до рамо, да работат заедно, да живеат заедно и сето тоа да биде во интерес на прогресот на државата. Нема тегнење уши, нема закани, нема притисоци, нема изборен инженеринг со кој се менува волјата на граѓаните. И така доликува на земја која е членка на НАТО
и која стана членка на НАТО благодарение на СДСМ. И земја која преговара со Европската Унија. И пак благодарение на СДСМ ги отпочнавме преговорите со Европската Унија. На меѓународен план, од заробена држава, држава во изолација, далеку од НАТО, далеку од ЕУ, денес сме горда членка на НАТО алијансата. Земја која председаваше со ОПСЕ и која има најсилна меѓународна подршка од сите земји во регионот. А колку е важно членството во НАТО, тоа видовме после војната во Украина. Колку е важно членството во Европската Унија, гледаме секој ден и од финансиската подршка, и од проектите, и од плановите кои ги правиме заедно со нив. А кога говориме за членството во Европската Унија, јас не говорам само за членство заради членство. Тука зборуваме за поголеми плати, зборуваме за слобода на движење, зборуваме за поголеми пензии, за повеќе работни места, за подобро платени работни места, за подостоинствени граѓани во нашата држава. И затоа мора да продолжиме по вистинскиот пат. Ние во април и на 8 мај имаме многу едноставен избор. На една страна прогрес, среќни граѓани, држава која се развива. И на друга страна изолација, кавга со соседи, кавга внатре, држава која гледавме таква потоната 11 години. Со Хрватска бевме во 2005 година на исто рамниште. Гледајте кај е Хрватска сега. Заради нив 11 години седевме во место. Народот го шачардисаа бе. Хунзи чекаа по аеродроми. Се облакаа ко некоја фаланга од пред 2300 години. И што добивме со тоа? Сите отидоа напред, а ние се антиквизиравме. Хрватска се европеизира, Бугарија се европеизира, Унгарија, Полска и Чешка, кои биле зад нас години и години, за да тие отидат напред, а ние да гледаме овде гол популизам, да гледаме по телевизии реклами да ни пуштаат и што од тоа? Од тоа имавме најниски плати, од тоа имавме најниски пензии и од тоа имавме изолирана држава. И сето тоа го променивме за само 7 години. И гледаме дека ДПМН кој тоа го направи од 2006 до 2016 воопшто не е променето. Тоа е истата партија од минатото, иста матрица која ни милиметар се нема променето. Ги гледаме и нивните градоначалници. Веќе се 2 години на функции, повеќе од 2 години. Идната година се и локални избори. Заврши ВМРО ДПМН веќе и во Бутел. Сега одам во Бутел, бев и пред неколку дена. Прашина, ниту една направена улица, ниту едно посадено дрво, ништо нема. Само празни зборови. Народот ги бира своите градоначалници. Ама народ знае да оцени кога погрешил. Идеа, изборуваа, ќе избереле градоначалници во Скопје. Ке сме имале најдобра градоначалничка. И што добивте? Имате јавен превоз? Нема јавен превоз. Имате исчистени улици? Нема исчистени улици. Имате нови автобуси? Па кај им се електричните автобуси фабрика што ќе правеле? Ни тоа нема. Имате повеќе вработени во општината? Има, од партиската војска што ја ставаат со договори. Тоа само има. Има ново училиште некој изградено? Па 2 години поминаа, кај се училиштата? Има некој парк нов направен? И тоа нема. Нема ништо. Само празни зборови. И на крај им текна дека не била нивна градоначалничката, на крај ќе се откажат самите од себе. Они на секоја година се извинуваат за понешто. Се извинуваат за бившиот премиер, се извинуваат за градоначалничка, се испотепаа по градскиот совет. Ама што ги интересира тоа граѓаните? Ние имавме градоначалник кој ги почна најголемите проекти во текот на 4 години мандат. Петре беше одличен градоначалник. Погледнете ги булеварите што ги почна. Погледнете ги мостовите што ги почна. Универзална сала ја заглавија, денес конечно почнавме да ја правиме од ново. И то се молевме со нив да ги земеме ингеренциите. И ги зедовме и веднаш почнавме со работа. Да бевме како нив врби ке садевме уште. За само 3 недели колку што е техничката влада во функција, граѓаните многу добро се потсетија што е тоа ДПМН.
Видува што значи ДПМН е на власт. Како се тепаат полицајци, како се спречува полициска акција против дрога и видува повторно тепачки во автобусите по етничка линија. Тоа видува граѓаните за 3 недели кога ВМРО влезе во техничката влада. Појасно амин. Нема посилна дистинкција меѓу две политички опции. Со ВМРО ДПМН нема европска иднина. Нема добри односи со соседите и има нарушени меѓуетнички односи. А економијата, наместо да напредува, стагнира. За значењето на тоа да сме сите исти и пред закон, и пред Бога и пред себе, јас многу добро знам. Јас до 18 години живеев во Куманово. Куманово е исто мешана средина како што е Бутел. Таму сме сите како едно. И нема да дозволиме повторно некој да дојде и да ни ги разединува граѓаните. Затоа што најзначајно што го имаме ние е единството на различностите во општини како што е Бутел, како што е Куманово, како што е Гази Баба, како што е Чаир, како што е Шутка, ги гледам тука се моите другари. Се комплет тоа е Македонија, а ние ќе ја направиме да биде Европска Македонија. И ја ви ветувам. И јас ви ветувам дека нема повеќе да мислиме дали децата ќе ни одат во Европска Унија. Нема повеќе да мислите и вие самите дали ќе одите во Европска Унија. Европска Унија ќе ја донесеме тука. Оваа држава заслужува да биде дел од Европската Унија. И затоа на 24 април ќе избереме председател предложен од СДСМ. И на 8 мај ќе избереме влада која ќе биде предводена од победничката коалиција водена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. А на 9 мај, на денот на Европа, на денот на победата над фашизмот, ќе ја формираме новата проевропска влада која ќе обезбеди членство во Европската Унија до 2030 година. Да сте ми живи и здрави. На 8 мај славиме заедно на плоштадот Македонија во Скопје. Да живее СДСМ, да живее Европска Македонија, да сте ми живи и здрави.